Таа одлука не е донесена без консензус, бидејќи напуштањето на Унгарија на самата седница не значи гласање против. И затоа одлуката има поминато. На следно гласање, вие имате од една земја членка на Европска унија гласање против и таа одлука во однос на друго прашање не поминува. И со ова јасно е дека во Европската унија постои согласност за отпочнување на преговори со Украина и со Молдавија. Исто така, постои уште една теза, дека Украина имала билатерален спор. Тоа не е точно. Украина не е во билатерален спор со Русија. Русија има неоправдано нападната Украина. И Русија не е земја членка на Европската унија. И секоја паралела помеѓу тој случај и другите билатерални прашања помеѓу земји членки на Европска унија и земји кандидати за членство во Европска унија е трагична и несоодветна.